Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум моделински наставник Александра Војиновиќ-Танчевска во Основното општинско училиште Димитар Македонски во Скопје. Во денешната видеолекција се однесува пред се на предметот општество и ќе се запознаеме со следната наставна содржина. А тоа е социјализација на личноста во групата, како и девијацијата и девијантното однесување на личноста во групата. Цели кои што треба да се усвојат се следните: да се запознаеме со значењето на поимите социјализацијата, солидарност и егоизам, да се запознае со значењето на поимот девијација, како и девијантните однесувања на одделни личности во групата. Очекуваните исходи се да знаете што представуваат поимите социјализација, солидарност и егоизам, како и да знаете што представува значењето на поимот девијација, како и девијантните однесувања на одделни личности во групата. Најпрвен да се запознаеме со поимот социјализација. Социјализацијата представува процес во кој личноста го учи и усвојува начинот на однесување во општеството, групата и така се оспособува за живот во неа. Социјализацијата на една личност започнува со нејзиното раѓање. Човечкото суштество одпрвен се раѓа безпомошно, без никакви знаења, а потоа се стекнува со разните знаења, умења и навики. Социјализацијата започнува во семејството и се одвива во текот на целиот живот. Од степенот на социјализацијата зависи како личноста се однесува во групата. Доколку личноста во групата постигнува подобар успех, сето тоа се должи на заедничките напори на членовите во групата. Во групата се развива чувство на другарство, солидарност, пријателство. Кога членовите си помагаат во групата, станува збор за солидарност. Солидарноста е позитивна особина. Погледнете неколку илустрации. Во првата слика можете да забележите дека момчето му помага на девојчето кој е паднало. На втората слика девојчето и помага на бабата во собирање на паднатите продукти. А во третата, господјата дава финансиска помош на човекот. Овдека многу убаво се гледа социјализацијата во општеството. Што се случува со оние личности кои не се доволно социјализирани? Доколку личноста, односно детето, не е доволно социјализирано и ги задоволува само сопствените потреби и интереси, а не ги почитуваат интересите на другите, станува збор за појава која се нарекува егоизам. Егоизамот е негативна особина. Погледнете неколку фотографии кои што се разликуваат од претходно погледнатите. Овдека имаме една поинаква слика. На првата слика можете да забележите дека детето себично си јаде од тортата и не дава на другарчето. На втората слика две дечиња кои бојат со боички, но едното од децата не сака да ги дели боичките со другото детенце. И на третата слика децата повторно се караат за една иста играчка, односно се јавува егоизам. Врз формирањето на личноста во општеството влијаат и повеќе фактори. Тоа се пред се семејството, како пример, училиштето, групата врсници и мас-медиумите. Да ги погледнеме следните фотографии внимателно и да видиме што можете на нив да забележите. Да видиме во каква состојба се децата. Која е причината за ваквото однесување кај овие деца? Размислете малку кратко, да видиме. Сигурно и вие сте се нашле во ваква ситуација досега и сте биле сведок на вакво однесување, кога една личност
е физички или психички повредена, додека другата личност се однесува девијантно. Што влијае негативно врз формирање на личноста? За девијантно однесување на личноста негативно влијание имаат недоволната родителска љубов и пасивното родителско однесување, конфликтите меѓу родителите, преголема строгост кон децата, давање преголема слобода на децата, физичко малтретирање на децата, недоволни семејни финансии и одвоеноста од родителите. Ако преовладуваат овие негативни влијанија, ќе се јават нарушувања во семејните односи, а со тоа семејството не може да му обезбеди на детето топлина, љубов, хармоничен живот, па затоа детето доживува трауми и има пречки во неговиот развој. Тогаш доаѓа до отстапување од општествените и од културните правила. Овој процес се нарекува девијација, а однесувањето на личноста девијантно однесување. Еве еден таков типичен пример на девијантно однесување во училница. Девијантните однесувања се криминал и наркоманија. Криминалот е отстапување од општествените норми. Лицето кое действува спротивно на законот и на уставот во сопствена корист извршува криминал. Наркоманијата е девијантно однесување и подразбира земање дроги. Дрогата е опасна по живот, таа го уништува човечкиот живот. Наркоманијата е поврзана со криминалот. За жал, зависностите се се повеќе расширени меѓу младите, а тоа се алкохолот, пушењето и дрогата. Еден апел да упатиме до сите нас. Стоп за дрогата. Дрогата убива. Стоп за пушењето. Стоп за пиењето. Животното мото кое треба да не води сите е спортувај и живи здраво. И во здраво тело, здрав дух. Доколку се најдете и вие во ваква ситуација, или пак сакате да пријавите насилство, ќе ви послужи SOS телефонот. SOS телефонот е за помош и пријавување насилство на бесплатниот број. Тоа е 0800 1 22 22. Вашата домашна задача е да одговорите на прашањата и преку нив да ја усвоите новата наставна содржина. Што е социјализација? Што е солидарност? Што е егоизам? Што е девијација? Кои се причините за девијантното однесување? Наброј ги девијантните однесувања. Што е тоа SOS телефон? Се надевам дека досега изложеното ви беше јасно, но доколку имате нејасноти, повторно вратете се на содржината и повторно проследете го видеоматеријалот. Ви благодарам за вниманието.